Добродојдовте во најновото издание на информативно-политичката емисија. Вечерашен мој, но и ваш гостин е магистер Јанко Бачев, председател на Народно движење на Македонија. Добродојдовте. Добро вечер. Ова е политичка партија која што во досегашниот повеќепартиски систем во Република Македонија немала свој представник во Собранието на Република Македонија. Но долги години сте коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН и предпоставувам дека добро соработувате. Што е она што по излегувањето во 2009 година ве натера оваа 2011 повторно да бидете дел од коалицијата за подобра Македонија? Точно е, ние бевме во коалиција со ВМРО-ДПМН од 2005 до 2009 година. Значи, поминавме 3 избори заедно во Сдружената коалиција за подобра Македонија, локалните избори во 2005, парламентарните во 2006 и вонредните парламентарни во 2009 година, со тоа што на локалните во 2008, а на 2009 на локалните избори настапивме сами и тоа што можам да кажем дека имавме забележителен успех, имавме околу 16.000 гласови. Сега имаме повеќе советници во општините по Македонија и сега за овие најнови вонредни парламентарни избори прифативме поканата за повторно коалицирање со ВМРО-ДПМН. Околу причините можем да кажем дека постојат неколку причини. Според нас сега овие избори со право веќе се нарекуваат историски, бидејќи најпосле граѓаните на Република Македонија треба да се збогуваат со една политичка опција предводена од СДСМ или поточно од Бранко Црвенковски, кој што 15 на години владееше во Република Македонија и кој што е човекот кој што направи невидно злосторство или економска диверзија през собствените граѓани, кога што во 2002-2003 година, како тогашен премиер Црвенковски, целото општествено богатство во таа криминална приватизација, еден општествен имот кој што 50 години наназад во социјализмот го создава сите работни луѓе во државата, значи 93 година со таа приватизација им го подели на десетина одбрани олигарси, тајкуни или според мене тие беа транзитски бандити од таа тајфа на Црвенковски кои што си го поделија целото општествено богатство и голем број луѓе останаа по улиците. И втора причина можам да кажам дека баш од тоа што од тоа исторично што им дава нови избори, сакаме да предонесеме да не се цепкат гласовите од другите партии, сите ние кои што сакаме да ја видиме Македонија во една посакувана насока, се здруживме во оваа коалиција со цел да го повториме успехот од последните парламентарни избори во 2008 година и оваа влада веќе од митингите што има прилика да видам од расположението на народот, извесно е веќе дека ќе биде повторно политичка структура која што ќе ја состави новата влада, но сега останала неизвестно каков ќе биде изборниот резултат во услови кога веќе победникот однапред се знае во овие избори, а тоа ќе биде Сдружената коалиција за подобра Македонија. Да поразговараме малку за изборните програми. Изборната програма на коалицијата која што вие ја представувате, но и на вашите политички партнери. Што е она па што вие се разликувате и зошто граѓаните треба да гласаат токму за вас? Ние како Народно движење за Македонија сме патриотска партија која што се бори за одбрана на македонски национални државни интереси и од тие причини сме исправени пред предизвикот да излеземе пред граѓаните на овие митинзи и да им кажеме кој и како ја крадеше, лажеше и растураше оваа држава. Сега не би зборувал околу економските политики на нашата коалиција, бидејќи во изминативе 12 дена од митинзите граѓаните има можност конкретно да се запознаат со манифестот на ВМРО-ДПМН и Сдружената коалиција, што оваа коалиција има направено во минатото и што во наредниот период какви се проекти ќе реализира. Значи, јас повеќе би сакал да се осврнам на некои стратешки елементи од интерес за оваа држава и да не излезе гола реторика во однос на нашиот патриотизам како Народно движење за Македонија. Тука можам да посочам само неколку моменти. Ние како партија 2009 година поднесовме кривична пријава до државното обвинителство за фалсификување на пописот во 2002 година, кога албанците беа лажно прикажани во државата, дека се 25%, ние кон кривичната пријава аргументирано предложивме докази дека се крие само некаде околу 17%. Понатаму во собранието пред година дена поднесовме државна стратегија за одбрана на уставното име на државата, наспроти една стратегија поднесена од Стојан Андов која што предвидуваше промена на државното име. Што значи ние како партија сметаме дека на Македонија не и треба стратегија за национален пораст, него и треба стратегија кој што ќе го зачува името, историјата, јазикот и културата на овој народ и кој што ќе афирмира Македонија на меѓународната политичка сцена.
Понатаму поднесохме меморандум до Македонската академија на науките и уметностите во врска со македонската енциклопедија во која што ги даваме насоките на Академијата за одбрана на националните интереси. Инаку можеме да кажеме, јас бев првиот во еден мој серијал 2006 година, наспроти во предвечерието на тогашните парламентарни избори, кога прв ја најавив илустрацијата во Македонија. Значи сме партија која што први го најавивме тој процес. Први иницииравме одредба во Уставот за незастарување на кривичните дела поврзани со приватизацијата. Први ги расветливме страшните преврати што се случија 2001 година во татковинската војна, го прикажавме срамниот прием на Македонија во Обединетите нации со таа напредлива референца ФИРОМ. Така да сите овие наши определби кои што се основни столбови на нашето политичко делување, сметаме дека сега со коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМН ќе ги реализираме кои што се проекти од стратешки интереси, што е најинтересно, како што кажав, да не останеме на тој популизам. Сите тие, како што кажав, се инициативи кои што имаат официјална форма, се поднесени до надлежни државни органи и очекуваме тие да влезат во соодветна процедура. Сега од друга страна за наше загрижувачки што неколку така наречени десни партии, помали партии веќе директно одработуваат за Бранко Црвенковски, тука представителот на партијата на Љубе Бошковски на ВМРО Народна на Лјупчо Георгиевски, што е срамно за нив едно понижување. Тоа се луѓе кои што се одметнаа од тематичната партија. Може ли десницата да коалицира со левицата? Затоа што идеолошки гледано се премногу различни. Сега со нив не може коалициране, бидејќи овие партии, како што кажав, директно одработуваат за Бранко Црвенковски. Не е тајна дека пред месец дена во еден ресторан во Скопската населба Тафталиџа, кој што ресторан во собственост на од тие транзитски бандити, десетина кои што говорат на почетокот, е постигнат тој таен договор за коалицирање и кој што денеска тие странно одработуваат за Бранко Црвенковски за рушење нова влада. Но сега нас повеќе не пред граѓаните сакаме да истакнеме на друга димензија дека еве на пример партијата Обединените за Македонија настојчиво во јавноста инсистира да го прикаже нивниот председател Љубе Бошковски како некако патриот од време на војната во 2001 година. Сака да го измена значењето на зборовите, бидејќи тука не се работи никаков патриот, тука Љубе Бошковски во тоа време беше најобшен авантурист, од кој што неговите авантуристички и дилетантски действија трпеа безбедносните, имаше немерливи последици и штетни последици по однос на безбедносните сили. Тука е кратко време да спомнам само два примери. Граѓаните се сеќаваат дека некаде август месец 2001 година на Карпала, кај Скопје загинаа 10 македонски бранители во тој конвој од албански терористи, и тие загинаа некаде 10 август 2001 година, а 40 дена претходно, значи некаде околу 1 јули, Македонската служба за државна безбедност ги имаше сите потребни информации дека на тоа прдо кај Карпала има вкупено информација че има 10 до 15 лица од тие албански терористи кои што дење правеа инциденти покајки спрема возилото на автопатот Скопје Тетово, но ќе се повикуваат спрема кај своји јатаци од соседните албански села. Значи поентата ми е дека Љубе Бошковски како министер за внатрешни работи 40 дена имаше извештање од службата за државна безбедност дека на тоа брдо е вкопана таа. Него почитал сметате или него спатал сериозно? Тој беше пред на неговото биро и можеше само да нареди само со еден хеликоптерски прелет да биде збришена таа терористичка група од тие 10-15 луѓе кои што беа на Карпалак. И да чувам тоа и сега, вие 40 дена го знаете тоа, а не пред месец презели ништо, значи јасна е поентата од тоа несоодветно однесување на Љубе Бошковски. Или случајот при таа битка, таа Рачиново во јуни месец 2001 година, се сеќаваат повоцрасните во тој прв налет на македонски безбедносни сили загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни работи. Еден е белешен, но до ден денеска се крие таа висна од семејствата на загинатите од македонската јавност, се кажува дека загинале од албанските терористи, тоа воопшто не е точно. Тие тројца припадници загинаа од армиска граната на македонската армија. Тоа беше. Господине Бачев, изнесувате во оваа емисија многу информации кои што можеби сме ги слушнали до сега, меѓутоа можеби не. Имате ли цврсти докази дека ете тие тројцата припадници на армијата на Република Македонија не загинале од албанските на МВР, да не загинале од како што велите албански терористи? Јас сум поправен правник и многу добро знам ако се изнесуваат невистини какви се последиците. Значи поентата ми беше тие тројца загинаа од армиска граната на македонската армија, тоа беше една невидна бламажа. Македонски полицајци и војници се испотепаа сами меѓу себе при